25 лица се хоспитализирани во Струмичкото инфективно оделение. За нашата телевизија инфектологот доктор Катица Марангјузова потврдува дека сите кои се во моментов на оделение се со бронхопнеумонија, само еден пациент е со паплеропнеумонија. Бројот на пациенти, вели, кои доаѓаат на дневна амбуланта во стационарот на оделението е намален, односно се движи од 60 до 70, но само примаат неопходната терапија и заминуваат на домашно лекување. Лекарите сметаат дека бројот со 20% намален на заболели од грип поради студениот бран кој го зафати регионот, но се загрижени дека за неколку дена кога треба да отпочне и второто полугодие на учебната година и зголемувањето на температурите, повторно ќе се зголеми бројот на новозаболени лица од грип. Како последица од грипот во земјава, веќе има и 2 случаи починати, односно 2 деца на возраст од 3 и 4 години починале од грип, објавуваат од Институтот за јавно здравје во Скопје. Едно од децата е на возраст од 3 години и било од Кичева, другото е на возраст од 4 години и од Гостивар. И двете биле хоспитализирани на клиниката за детски болести во Скопје на оделот за интензивна нега. Во првата недела од оваа година во Струмица се регистрирани околу 1000 нови заболени од грип. Вкупниот број на пријавени случаи и оваа недела надминува границата на многу висока активност согласно моделот за одредување на интензитет на активноста на сезонскиот грип. И оваа недела, како и минатата, најголем број заболени се регистрирани на територија на Скопје, а потоа доаѓаат Струмица, Битола и Кавадарци.